За март, премиерот Христијан Мицкоски не очекува инфлацијата дека ќе биде поголема од 1%. Според него, владата засега ефикасно се справува со предизвиците и актуелната енергетска криза. Тоа на кое што го правиме со државниот пазарен инспекторат, не очекувам таа да биде поголема од 1% месечната, зборувам во однос на март месец. Така што, побрзо да се стабилизираат работите, да заврши конфликтот во Иран, да се отвори теснецот за да можеме и во рамките на глобалните случувања да имаме поголема предвидливост. Дали се предвидува раст на инфлацијата во загрижувачки размери? Па, јас ги следам трендовите во Европа, гледам има голем раст во еврозоната на инфлацијата во април, очекувам тоа да се пренесе и кај нас од проста причина што минатата година во април месец уште имавме коштичка, ако се сеќавате, великденска. Следам кај нашиот источен сосед инфлацијата е над 6%, Хрватска е тука некаде меѓу 5,5 и 6%, кај јужниот сосед е околу 4,5-5%. Така што во тие рамки очекувам да биде и кај нас инфлацијата, но важно е да се види за основните прехранбени производи како ќе се движи месечната инфлација споредено со март. Дали следуваат нови мерки за горивата и прехранбените производи? Што се однесува до мерките, ние веќе ги аплицираме трет месец. Имаме намалени акцизи, имаме намалено ДДВ во случајов за безоловните горива. Тоа го чини прилично доста буџетот во овие, би рекол, повеќе од 60 на дена. Но тоа е што е. Резултатот од сето тоа е најевтини горива во регионот. И тоа кое што ние го правиме е да се обидеме со сите мерки кои што ни стојат на располагање да го заштитиме стандардот на граѓаните. Од она кое до сега владата го испорачува како пакет контракризни мерки, Мицкоски е задоволен со оглед на инфлаторниот замав во нашето балканско опкружување, но и пошироко. Тој изјави дека ситуацијата се следи и соодветно на неа ќе бидат преземени мерки.